Здрава, дечиња! Јас сум учителка Ице од приватната градинка Little Me International Preschool. Знам дека во моментов е многу здодевно дома, па ајде малку заедно да се забавуваме. Можете да ги зафатите вашите креветчиња и да слушаме приказната за зајакот и за жилката. Си пиле зајакот и жилката. Зајакот едно утро се разбудил и отишол во шумата. Викнал на цел глас: "Леле, колку сум брз! Никој од вас во шумата мене не може да ме стигне. Да не сака некој да се надпреварува со мене?" И се пријавила жилката. Каде бе ти, жилче? Па ти не знаеш ни да одиш, а камоли па да се тркаш и да се надпреваруваш со мене. Ама ајде доколку сакаш, јас прифаќам. Жилката не се откажала. Утредента сите животни се станале на стазата и чекале да започне трката. Само што започнала трката, зајакот почнал брзо да трча, а жилчето сирото бавно чекор по чекор одело. Наеднаш, додека трчал зајакот застанал и си рекол: "Ау, па јас многу сум брз. Па јас можам да седнам и малку да си се одморам. Жилката како и да е никогаш нема да ме стигне." Ама зајакот додека лежал, заспал. Жилката чекор по чекор, малку по малку, стигнала на целта. Зајакот го разбудиле гласовите: "Ура! Браво за жилката! Жилката победи!" Почнал зајакот силно да трча за да ја стигне жилката, ама неуспешно. Жилката веќе победила. Тогаш жилчето се свртело на зајчето и му рекло: зајче, зајче, не треба да имаш само брзи нозе, треба да имаш и брз ум." И од тогаш зајакот повеќе не се правел важен. Дали ви се допадна приказната, дечиња? Ајде сега малку да се релаксираме и да се одмориме од приказната. Ајде да пробаме да ги ставиме рачињата вака позади на главата и да легнеме на креветчето како што зајчето легнало на дрвото. Ама пазете, немојте да ме заспиете, затоа што мора да играме уште неколку игри. Замижуваме со рачињата позади на главата и броиме до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отвараме очиња. Браво! Сега сме спремни да играме неколку игри. Ајде, заедно со вашето мало прсте да им покажеме на мама и на тато каде се наоѓаат жилчето и зајчето. Од нашите приказни да ги пронајдеме тука на сликичките. Доколку сакате со некоја шарена боичка или моливче, може да ги заокружиме зајчето и жилчето. Тоа е сепак ваша желба. Откако ќе го направиме тоа, можеме заедно со помош на мама и на тато да ги следиме овие линии. Кога ќе ги следиме линиите, ќе ни излезе брзото зајче од нашата приказна, а на втората сликичка ќе ни излезе зајчето со неговото морковче. Потоа, по ваша желба, ќе си одберете дали сакате дрвени боички, дали сакате пастелни боички или темперни, било кои, да си го боите желчето. И на крај, активно за мама и за тато, секако ако сака и бато, од чорапче, секој имаме дома, да го наполниме чорапчето со памук, да му ставиме очиња, носи и усте и да го направиме брзото зајче од приказната. А на втората сликичка од лист хартија сечеме модел на желче. Дома сите имаме се надувам празни шишанца, го сечеме долниот дел од шишенцето, го залепуваме врз листот од желката и го правиме желчето. Тоа двете заедно го сечинуваат зајчето и желчето од нашата приказна Зајакот и жилката. Се надевам дека убаво се дружевме денеска. Се гледаме во следна прилика со уште некоја нова приказна. Чао, дечиња!